Здраво и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Магазин на телевизија Мега. Третата премиера во Битолскиот народен театар е представата Пијани во режија на Маријан Ѓоргиевски, која што премиерно ќе биде изведена на 24 март. Во представата играат неколку актери од Битолскиот народен театар, но исто така актерски улоги ќе толкуваат и неколку млади актери. Подетално за оваа представа, како и за содржината, јас предлагам да слушнеме во продолжение. Битолскиот народен театар третата премиера за оваа година ќе изведе на 24 март, кога на матичната сцена ќе биде одиграна трагикомедијата Пијани по текст на современиот руски автор Иван Вирипаев во режија на Маријан Ѓоргиевски, представа која е негов магистерски труд. Особена чест ми е и радост да ја најавам третата премиера во ова 2017 календарска година и да заклучам дека онака како што најавивме и онака како што планиравме, со огромен вложен труд од сите вработени на Народниот театар и со малку среќа, нормално што треба и за секоја работа, еве на прагот сме на третата премиера, здравје Боже, за некој ден ќе имаме и четврта премиера. Некако ова година, без некој посебен плат, коцките се местат дека Народниот театар Битола има посебен интерес за современата светска и македонска драматургија. Уште еднаш ќе ве потсетам ретроактивно дека почнавме со светската произведба на еден современ израелски текст на господинот Идо Натањаку, за да продолжиме со една постановка на еден современ италијански драматург Петар Турини и еве денес сме на прагот на премиерата која е по текстот на современиот руски драматург, актер, продуцент, писател, глумец, режисер и што ли уште не, Иван Вирипаев. И пред да продолжам понатака би сакал да кажам збор-два за него, дека се работи за еден исклучителен театарски и филмски лик во Русија и не само Русија, одамна е тој европски граѓанин, а неговите дела се поставуваат ширум светот, можам да кажам. Среќен сум што и ние, како театар, ги отворивме своите театарски врати за овие нови современи правци, движења, гледања и така натаму на општо на светот денес. Иван Вирипаев, иначе, како што напоменав, е еден лик кој зад себе има десетици драмски текстови, има неколку филмови снимено како продуцент, има добиено и многу значајни европски награди филмски и театарски, со два збора многу моќна театарска и филмска фигура. Нашиот постдипломец, односно магистар иден, Маријан Ѓоргиевски, го одбра токму неговиот текст Пијани и театарот со огромно задоволство излезе во пресрет на таа негова желба да се усоврши во она што значи театарска уметност, како што мноштво колеги во Народниот театар го прават и наскоро за известно време ние ќе имаме еден нов магистар во Народниот театар во Битола, чија тема беше токму текстот на Иван Вирипаев Пијани. Синоќа имавме прилика да гледаме една, да речем, отворена проба, генерална, во која имавме покането наши луѓе театарски да погледат и навистина се дојдовме до заклучок дека Маријан Ѓоргиевски има магија на чуден начин да побуди некоја енергија кај своите колеги актери и тие сите како еден да работат како организам кој и да прават нешто што до тогаш не го направиле или малку поинаку го правиле, што посебно ме прави задоволен и горд како човек кој е начело на оваа театарска куќа. Меѓутоа, она што исто така ова представа со себе ќе го донесе како квалитет, тоа е појавата на неколку млади актерски имиња кои читам дека за прв пат играат на професионалната сцена наша и јас искрено верувам дека дел од нив, ако даде Господ и сите, многу скоро ќе станат дел од овој наш колектив, затоа што навистина без исклучок сите тие се покажаа дека
дека се силно задоени од ова што се случувало како историја во Битолскиот театар и дека влегоа без никаква резерва во тој предизвик што се вика подготовка на театарска представа. Затоа ќе ми простат по старите колеги, прво ќе ги спомнам по младите, тие кои прв пат играт професионална представа на нашава сцена, иако имаат одредени искуства по другите театри низ Македонија. Тоа е Никола Стефанов, тука присутен, дипломец на ЕСРА, ако не се лажам, да, зад себе има богато искуство, игра во неколку театри, игра во Штипскиот театар, игра во Македонскиот народен театар и во Турски театар. Така да, инаку по потекло е битолченец, од тука му се и првите аматерски, како се вика, почетоци. Ангела Димитрова, која исто така е за прв пат на нашата сцена, таа е дипломец на Државната академија. Живко Борисовски, кој мислам дека прв пат е на професионална, може би статирал некогаш. Да, не, ама во Народен театар Битол, мислам дека прв пат игра. И веќе наш добро познат, кој веќе по втори или по трет пат игра, Александар Димитровски. И секако, нашите домашни актери, Илина Чоревска, Маја Андоновска-Илиевска, Никола Пројчевски и Валентина Грамосли и Сонја Ошавкова. Значи една вака и Александар Димовски исто. И во улога на музичар е нашиот тонски инженер Александар Димовски, кој се почесто добива театарски задачи, може би ќе го префрлиме понатака во другата екипа. Станува збор за представа која комуницира со денешното време и менталитет и која има современ дух. Јазикот во представата е едноставен, вели режисерот Маријан Ѓоргиевски. Пред се благодарам на целата екипа која што застана зад проектот, на целиот театар, на можноста повторно да работам во мојот театар, ќе речам, заради тоа што на некој начин не го доживувам ова дека правам некој проект некаде со некои луѓе, туку го правам за дома, за нашите луѓе, заради тоа што навистина мислам дека овој текст и ова современа драматургија, посебно руската современа драматургија, која на некој начин многу блиско комуницира со ова време и со овој наш менталитет и со овој наш дух. Некако беше таа мотивација да се зафатам за овој текст и безрезервно застана целиот театар зад овој проект и навистина ми беа дадени сите можности во склоп на овие околности во кои што се наоѓаме да можеме да ја направиме ова представа, која што се надевам дека ќе има долг век, заради тоа што представата има еден многу современ дух кој комуницира со ова време, со овие луѓе, комуницира со оваа публика. Јазикот на представата е едноставен, а на некој начин е малку зачуден, заради тоа што и самата публика е дел на некој начин од представата. Нашата работа е уметност на мигот, уметност на она што се случува сега и на крајот остануваат некакви фотографии или некакви написи или некакви зборови за тоа што сме правеле. Малку е немилосрдна и брутална работа, ама и заради тоа се трудиме секогаш наново и наново да создаваме нова представа, неуморно стигнуваме до некаков производ. Сакам да им се заблагодарам на сите луѓе кои играат во представата. Ние секоја вечер веќе имаме на некој начин представата се случува секоја вечер. Ако имаме генерални проби и пред премиера си ги имаме крстено, но представата се случува и живееме со представата. Повеќе за темата и за она зашто зборува представата, баш се занимава со ова време на глобално ниво што се случува и во ова време невреме. Многу работи излегоа на површина, зборувам изгубени духовни, морални и етички вредности на луѓето. Заборавивме она што сме и заборавивме и да си поставуваме прашање за вербата на самите, какви сме како луѓе, колку сме добри или колку сме лоши. Некако премногу продолживме со маски да живееме и го изгубивме на некој начин, тоа и како реплика, во делот текстот го изгубивме контактот со оние најважните. Некако пробавме да трчаме малку низ животот, а заборавивме дека животот некогаш може да не земе и под закрила и да не удри од земја и да биде предоцна да си
да се осоземеме и да продолжиме понатаму. Во најновиот театарски проект на Битолскиот театар ќе настапат актерите Илина Чоревска, Валентина Грамосли, Маја Андоновска Илиевски, Ангела Димитрова, Никола Пројчевски, Александар Димитровски, Живко Борисовски и Никола Стефанов. Сакам да кажам дека ова беше еден исклучително забавен процес и дека јас и моите колеги многу се забавувавме и мислам дека една од најважните работи на крајот на краиштата за нас актерите е токму таа, да уживаме во она што го правиме. Ке се надоврзам на тоа што Маријан го кажа, тотално се согласувам дека живееме во време во кое што сме ги изгубиле човечките моралните вредности и во кое што нашето време е поважно од времето на другиот. Моите проблеми се поголеми од проблемите на другиот. Ние немаме ниту трпение, ниту желба да ги слушаме проблемите на луѓето и соговорниците со кои што разговараме. Не сме ги прашале, сигурно сум долго време како се, мислам искрено како се. И во цел тој контекст ова представа зборува токму за тоа, ама на еден фарсичен и на еден комичен начин, во кој што ние уживаме, а се надевам дека ќе уживате и вие и дека ќе ужива и нашата публика, која што ја поканувам да биде дел на нашите премиери на 22 денеска, 23 и 24 овој месец. Пијани е коментар на едни новопечени луѓе кои што секојдневно не обкружуваат. Пијани е коментар на едно општество во кое што сите ние сакаме да бидеме дел, сакаме да функционираме и сакаме да станеме можам и да се изразам, големи зверки, големи имиња и дел од круговите кои што сега се сметаат за многу битни. Пијани е представа за новопечените богаташи, за сиромашните души и за изгубените соништа на луѓето. Сакам да му се заблагодарам на Маријан за можноста уште еднаш да играм кај него во представа и за, како што каже мојата колешка Илина Чоревска, девојката од мојата класа од факултетот за драмски уметности, исклучиво важно е кога во една екипа се создава едно такво пријатно чувство во текот на работата. Нормално и вие знаете колку е значајно и во вашата професија да се најдат група на луѓе кои ќе се разберат, на крајот сигурно ќе стигнат до производ. Представата, овој текст е сосема различно од она што ние на крајот го направивме. Тоа е парцијална драматургија напишана од различни делови, луѓе и случки од различни моменти. Ние успеавме да ги сместиме во една приказна, во едно место. Среќен сум што играм во представата и можам да кажам дека е колективна представа и дека сите луѓе внатре заедно функционираме како еден и мора да останеме така. Музиката во представата Пијани е на Александар Димовски, сценографијата ја подготви Валентин Светозарев, а костимите се на Благој Мицевски. Во однос на најновата премиера Пијани, како автор на костимите сакам да кажам дека овој пат и работата на представата беше специфична, една авантура во која што сите се впуштивме и дека при носењето на конечните решенија овој пат многу соработувавме и со актерите и со режисерот и нивните сугестии навистина помогнаа да создадеме едни ликови прототипови кои што се актери во оваа пиеса, а како уметнички директор на театарот сакам да кажам она што и на актерите го кажав на првата генерална проба, дека сум среќен и задоволен дека Маријан и тие избрале еден принцип на работа кој што во суштина е многу тежок и кој што многу пати сме се обидувале или сме одбегнувале или повеќе или помалку успешно сме го реализирале досега, а тоа е дека во текот на целата изведба актерите се постојано на сцена. Сите од нив и тоа е навистина еден исклучителен тежок процес и мислам дека овој пат таа енергија помеѓу нив е таква да сме веројатно до најголем успех тоа да биде најдобро што може да биде. И за тоа е секако заслужна и живата музика во представата на Александар Димовски и нашата актерка Сонја Ошавкова, која што е изведувач на повеќето numери за време на забавата додека се случува представата, што е вака еден исто исклучителен настан, меѓутоа и неколку актери кои имаат и своји точки како Валентина Грамосли и мислам Ангела Димитрова, кои што оставаат вака силен впечаток покрај актерските способности на сите, мислам и други едни
Се надевам дека оваа представа ќе живее барем толку долго колку и претходната на Маријан Кокошка, која што се уште е на репертоарот и како еден вид комедија или трагикомедија ќе привлече внимание кај публиката и ќе се случува она што се случува и со претходната, дека некои гледачи ги гледаат и по неколку пати. На помладите актери им посакувам да имаат успешна кариера понатаму, а другите кои што учествуваат во представата се веќе наши докажани и ги имаме во повеќето проекти. Представата Пијаник има две предпремиери, едната денеска, а другата утре вечер со почеток во 20 часот, а премиерата ќе биде на 24 март на матичната сцена на Битолскиот народен театар. Тука, почитувани, е крајот и на денешното издание на емисијата Магазина Телевизија Мега. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте и секако да ве поканам и понатаму да останете на оваа фреквенција. Со нови информации се гледаме повторно утре на истото место во истото време. Довидување, имајте убав остаток од денот.